лозијата. Во повеќе краишта на Македонија на овој ден рано наутро се оди во црква, каде што попот пее молитва и се свети вода. Од оваа вода за која се верува дека со светувањето слободена од сите негативни демони и дека има лековите моки, луѓето земаат во шишиња и ги прскаат лозијата, при што го изведуваат и обредното закрујување. Штипјанецот Методи Ефремов своето лозие го има 40 години во атарот на Новакова чешма и денес тој ги направи сите адети. Во неговата лозие очекува гости, ќе се пее, ќе се слави и ќе се наздравува. Секако се во чест на добар берикет и добар род на грозието. На Новакова чешма, па 40 години ја го работам, купи си го тој, каде имаме тука ние пороро старо, ама татко ми го детова на државата и сега во го купиме, јас си го купи, 40 години го работам и правиме ги сите адети тука. Тука колку се испило во издело, знае ли си? Чека се, Те така една... Ако? Госте денес ке доаѓали тајфа? Ово везно на сино другарите, па и нашите, и тука пријателови мои тука. Стално до вечер направиме весело, крај нема. Се најубаво да е. Ѓорги Михаилов е повикан како гостин кај Методи Ефремов. Заедно со тајфата ќе закрујуваат, но исто така ќе пеат и ќе слават. Се го славиме, јас сум пријател со другарот Методи, па повикан сам на гости денес тука, денот да го минеме, убав ден, рад. Благослов да роде. Благослов да роде, да не биде колку вак биде минатата година, нема ништо оваа година нека биде. Дека колку има толку со здравје да се пие да се јаде. Колку во просек варите вино ракија? Па просек 250 кила, зависи некој шпат една година и 400 и 300 вино по 780 кила за домашни потреби и тоа е. И кога сме веќе кај лозието, во Македонија има 88 милиони пенушки засадени на површина од над 23.000 хектари. Се произведуваат 78,5 милиони литри вино на точење и 28,05 милиони литри во шишиња. Денес се слави и празникот на виното, но исто така се одбележува и католичкиот празник посветен на љубовта. Овој празник се повеќе младите го чествуваат, си подаруваат и си посакуваат убави желби за вечна љубов.